Ви благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, почитуван вице-премиер, пред вас министерот за надворешни работи не нарече нација со комплекси. Но, еве го почитуваниот министер, но за жал не кажа кој тој комплекс на некој начин ни го наметна. Постојано, почитувани колеги, во минатото, а и денес, да си негиран, омаловажуван, дискредитиран по секој основ и од секој и секаде, дали од натре или од надвор, и кога немаш подршка, ниту од онај кој што треба да те застапува, тогаш ваквиот начин на реагирање, како од граѓаните, оние кои што 1.200.000 и повеќе не излегоа на референдумот, така и моите колеги од опозицијата, можете, почитуван министер, да го наречете како сакате, но барем е искрен и има одредена цел и одредена намера. Ако може да се сочува нешто барем од тој наш комплекс, кој за жал вас, почитуван министер, толку многу ве иритира и ве нервира. Верувам дека кај власта ќе проработи националното чувство или патриотизмот и заедно, како што впрочем и требаше да биде од самиот почеток, да изнајдеме начин по достоинствен пат до нашата заедничка определба или цел, а тоа е секако евроатлантските интеграции, но под еден услов, да ја прецизираме, забетонираме нашата заедничка црвена линија, која ќе значеше да не мора овај момент или наредниот период да се збогуваме со нашиот устав, чие менување ќе донесе и за секогаш да се збогуваме со нашето уставно име. Со нашите корени како македонци, со нашата македонска историја и традиција и едноставно да го продадеме нашиот идентитет, за да во иднина, согласно тоа како ги терате овие уставни измени, овој народ да не постои, заради тоа што на некој тоа му одговара, пополека уредувањето на државата да се промени, затоа што пак некој друг тоа го сака. Крајниот учинок е сосема јасен: нова држава со ново име, нов народ под ново име, ново уредување во државата, нов идентитет, ќе испишуваме нова историја, ќе печатиме нови учебници, каде нашите идни генерации ќе треба да изучуваат историја која исклучиво и му одговара на оние кои што не сакаат и воопшто да постоиме. Иако бевте помудри и посвесни и повеќе работни, иако се насочевте кон реформите кои побрзо ќе не доближеа до ЕУ и НАТО, за да не мора сега повторно да не условувате со тоа дека со вакво судство, кои заради неговата неспособност, нели, во изминатите денови измислена една афера за прислушкувањето, но верувам дека и тоа нема да ви пројде како и она која што измисливте во 2015 година. И ако работевте на економијата, на образованието, здравството, и да не набројувам, тогаш нашата држава, верувајте, ќе беше многу поблиско од Европската Унија. Но како доаѓа секој ден, ние сме се подалеку и подалеку од овој сојуз, бидејќи едноставно и просто корумпирани, неработници, власт која не може да се справи со предизвиците и да ги решава проблемите од секојдневието, никој, верувајте, па ние во Европа не сака да има во своето семејство. Колку и да сакате да кажете дека вие од народот сте избрани за ова да го правите, дека ова разнебитување го правите заради сите нас, заради нашите деца, заради нашите внуци, длабоко во вас вие многу добро знаете дека ова е надвор од секоја правна рамка, надвор од нашиот устав, надвор од била која конвенција за заштита на човековите права. Ако сакате, ова е надвор од европските принципи, од европските нормативи на кои вие така ревностно се повикувате, вие со овој амандман одите до тој степен, свесно, чекор по чекор, лека по лека, како што би рекле по старите, до промена на унитарноста на државата и свесно го доведувате во прашање правото на македонскиот граѓанин да се самоопределува. Како не учеа нашите баби и дедовци, нашите мајки и нашите татковци да разликуваме што е вистина, а што е лага? Што е принцип, а што е не принцип?
Не учат да веруваме во системот, во институциите, дека тој што ќе биде на чело на владата, секогаш треба да биде човек кој ќе си ја сака прво својата држава, ќе си ги почитува и ќе дава се од себе да ги заштити националните нејзини вредности, да ја зачува нејзината уставна интеграција со сите нејзини нишани и нема да дозволи неговиот народ да биде клекнат на колена. И во еден момент искрено поверува во вашите ветувања дека ќе испочитувате се она што народот ќе ви испорача. И рековте дека прашањето за промена на името, а аналогно на тоа промена на уставот, ќе го предочите пред македонските граѓани и нивниот конечен збор за вас ќе биде закон. Уште во моментот кога ретериравте во однос на тоа дека референдумот од задолжителен го преточивте во консултативен, а така жестоко овдека не уверувавте дека за едно вакво суштинско прашање референдумот не може да е консултативен, веќе се надзираше дека зад кулисно се игра нечесна игра. И еве сега токму за тоа разговараме пред граѓаните. После тоа не уверувавте дека нема да биде сложено прашањето, дека исто така ќе биде многу јасно, многу прецизно, концизно и недвосмислено. За возврат добивме не само сложено прашање, недвосмислено, туку повеќе смислено и позамрсено да не може ни да биде. Да не знат граѓаните како да одговарат. Дека се за влез во ЕУ и НАТО и се, може би поголемиот дел од нив, но дека добар дел пак не се сложуваат со спогодбата Димитров-Козијас и тоа е очигледно. И сега самите вие си се доведовте во една ваква мат ситуација. Најдовте, изнајмивте, не знам соодветен збор како да се изразам, 8 претеници кои сега ги користите или со друг збор ги злоупотребувате за остварување на вашите замислени цели. Но гледам дека некако не ви одат сметките во последно. Искрено ми е жал што колегите се втурна во една ваква мисија, кога знае многу, затоа што многу сме разговарале на оваа тема, дека секоја игра со вас започнува на едно место, но никако не достигнува до вистинската цел. Или да бидам попрецизна во моето изјаснување, ако сакате се да ви помине, тогаш ќе треба на виделина да го обелодените целокупното сценарио, почнувајќи го сценариото кој што го направивте за 27-ми, ако што треба да финишира со измените на Уставот и се што следи со неговото изменување. А тоа верувам дека ќе биде многу болно за сите оние кои што веруваат во вашите, во наводници, искрени намери и вашата честност. Но за жал, како што започнавте, така и продолживте, преку манипулации, крајно нетранспарентни, со двојни игри цело ова време, едни за пред народот, а други за неговиот грб. И дојдовме еве до точката на вриење, која верувам дека немаше да биде до овој степен доведена, доколку се имаше волја за искреност и доколку се водевте од начелата, кои за Европската Унија и за секоја земја, без разлика дали е членка или претендентка, се светост во нивното битисување. И што се прави со овој амандман? Ги бришите одлуките на АСНОМ од преобулата на Уставот на Република Македонија, со кои што се удрија темелите на македонската држава пред точно 75 години и ги заменувате со прогласот на првото заседание на АСНОМ. Со ова ви едноставно газите врз сите они кои го положиле својот живот и се бореле за независна самостојна Република Македонија, и ова не може да се дозволи. И ова е еден опасен трик со кој сакате да ги подкопате основите или темелите врз кои се заснива нашата самостојност и унитарност. На 2 август 1944 година на првото заседание на АСНОМ имаше делегати, делегирани од сите краеви на етнографска Република на Македонија тогашна, од сите вери и националности кои што освоиле 9 историски одлуки, од кои 4 од нив се со државотворен карактер и од исклучително значење за нашата држава, кои сега со овој амандман вие така без тронка совест едноставно ги бришете. Во интерес пред граѓаните да ја обелодениме вистината на нашите чекори или на вашите чекори кои сакате да ги постигнете со уставните амандмани, кои се крајно штетни за еднината на државата и покрај тоа што жестоко ги браните и сакате да не уверите дека се во насока на зачувување на нашето име, не знам кога истото се менува. Вчера моите колеги од опозицијата тотално ве разобличија пред граѓанството што значи да го промените името и во чив прилог, но овој вториот амандман е уште поопасен од првиот.
бидејќи е вториот чекор кон декодирање на нашата држава или размонтирање комплетно, како сакате, и одење до фаза на федерализација. Толку опасна игра играте и за жал е подпомогната од моите колеги, без нивна волја се вклучени во ова ваша интриганска игра. Вие сакате да избришите одлуката од АСНОМ за воведување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава. И сега веднаш ќе кажете, ама наместо одлуките ќе стои прогласот, кој во ниту еден случај нема правно дејство, бидејќи не е правен акт и не произведува правно дејство, односно истиот представува еден вид на објава. Вие ова многу добро го знаете, но сакате вешто да го изманипулирате вашиот народ. Со укинување на ова одлука од АСНОМ, вие свесно го бришете или го укинувате нашиот јазик, бидејќи овој акт од АСНОМ е од државотворно значење со оглед на фактот што државноста на една земја е незамислива без постоењето на службениот јазик, а ние ги тргаме одлуките од АСНОМ, аналог на тоа се откажуваме од нашиот службен јазик. И мора да признаете дека ова е еден опасен преседан кој свесно го правите, кој секако има своја позадина и ако сега не го спречиме, почитувани колеги, верувајте, во иднина ќе има огромни последици. Во преамбулата нема да стои решението на АСНОМ за прогласување на Илинден 2 август за народен државен празник на македонската држава. Ова АСНОМска одлука има исто така државотворно значење и со него Илинден е прогласен за државен празник. И како што моите колеги потенцираа, без Илинден немаше да се случи ни АСНОМ, бидејќи Илинден е символ на сите борби на македонскиот народ за конечно ослободување од вековното робство и создавање на слободна и суверена федерална македонска држава. Бришејќи го од преамбулата на Уставот, вие комплетно застанувате на страната дека ние ќе бидеме апсолутно нова творевина. Сакате да направите тотална блокада во мозоците на македонските граѓани, некој вид на амнезија кои нема да се сеќават на нивното минато и треба да отпочнат со пишување на една нова историја под ново име, со нов идентитет за некој народ кој сега самиот себе си се створил, а бил еден од најстарите народи не само во Европа, туку и пошироко. Манифестот на АСНОМ до македонскиот народ, кој представува прокламација за националната слобода на македонскиот народ и создавање на македонската држава, и тоа го бришете. Додека на Комисијата за уставни измени слушнав нешто што искрено се згрозив, а тоа е дека овој манифест и не му било местото во преамбулата на македонскиот устав, бидејќи во него имало елементи на национализам. Како може овој документ да биде така третиран кога многу добро се знае дека во истиот е даден осврт на тешката борба за слобода на македонскиот народ од времето на Илинденското востание и Крушевската република и народно-ослободителната борба против фашистичките окупатори, чиј плод е конституирањето на првата слободна македонска држава. На заседанието на АСНОМ беше усвоена декларација за основните права на граѓанинот на демократска Македонија. И ова одлука се брише, што само по себе говори за тоа што се сака да се направи во иднината од нашата држава. Овој документ представува еден од позначајните документи во историјата на Македонија. Документ кој ги рефлектира идеите за создавање слободна и демократска Македонија, во која сите граѓани се еднакви и рамноправни пред законите, без разлика на народност, пол, раса или вероисповед. Ако премиерот се крстеше и одустане го извади едно општество за сите, преточен во еден од документите на АСНОМ, и ова имаше истото значење. Сега истиот веќе не важи, бидејќи никогаш, ова кажува дека Заев не се борел за едно општество за сите, секогаш во неговиот ум била бинационална држава, не граѓанска, каде неприкосновено право ќе имат само одредена категорија на граѓани, а додека другите ќе бидат еве вака едноставно избришени. Не ми јасно како само колегите од помалите етнички заедници го дозволуваат ова што им се прави од влеачките мокници. И денес кога мислите дека ние пратениците и избраниците на народот во домот на демократијата се однесуваме подемократски наспроти делегатите кои ги гласали одлуките на АСНОМ, со кој се устоличува државотворноста на нашата држава, одговорот е многу едноставен, ни малку. И ако се споредат овие дискусии, кои што практично и ги немаше во изминатите денови,
Во однос на уставните измени и дискусиите на првото заседание на АСНОМ, каде се удирале темелите на нашата независност, искрено и неспоредлив демократскиот капацитет кај тогашните учесници во носењето и усвојувањето на вакви декларации и одлуки, со кои се потенцира правото на самоопределување, заштитување на правата на граѓаните на Република Македонија, каде се оддава почит на историските моменти, кажувајќи дека ние сме држава, сега на овој момент кога ние се откажуваме, фактички ние кажуваме дека сме само држава без корен и народ без историја. Што сака да се направи со овој амандман? Сака да ги се рушат темелите на македонската држава, што можеби во иднина ќе биде и доволен аргумент за изработка на нов устав на држава која ќе е различна по име, што е сосема логичен чекор, и токму овој амандман ќе биде поводот за да се случи тоа во иднина. За жал, уште еднаш не обстојавте на вашите ветувања, вие тврдате дека во преамбулата поименично ќе бидат наведени сите одлуки од АСНОМ, бидејќи тоа е нашата историја, дека ние не се откажуваме од тоа, дека тоа е доказот за нашата државотворност и сега наеднаш од тоа бегаме, ги подкопуваме темелите и токму овде веќе е сосема јасно дека се со подкопувањето на темелите фактички се урива и останатото што беше втемелено во одлуките на АСНОМ. Веќе нема на што да се повикаме во иднина и нашите негатори секогаш ќе имаат алиби плюс која ќе ни го плескаат во лице фактот дека фактички ви тоа самите си го направивте. Ние не ви ги напишавме амандманите, ние не баравме да го промените името, ние не баравме да се откажете од вашата историја и искрено за тоа ќе бидат тотално во право, бидејќи навистина ние самите ова си го направивме, секако со гласовите на пратениците кои што за жал викам, сите ние ќе бидеме ожигосани, кои што посегнале против она што навистина им значи на нашите граѓани. Референдумот во секоја цивилизирана држава представува врв на демократски начин или облик на искажување на став по клучни прашања поврзани за националните и државните интереси и не може да се споредува со она што владата бара во континуитет го протежираше, нели можноста институциите да си ја преземат одговорноста во решавање на вакви прашања кои ги тангира секој еден граѓанин поединечно. Ова што вие сакате пратениците да одлучат за прашање кое што го тангира секој еден граѓанин е недозволиво. Надвор од она што Уставот го дава за право и искрено не е фер, доколку во политиката има фер игра, да вовлечете луѓе, во случајот пратеници, кои немат легитимитет, како да кажам, немат изим од граѓаните да го прават ова што вие, која го говорам вие, мислам дека на владата на Република Македонија, така добро им го сместивте, да во иднина, во историјата на новосоздадената држава, можеби некои идни генерации овој чин, што сега ние го правиме, ќе го сметат за крајно нечовечки, нецивилизиран, недемократски и ќе побараат сите ние пратениците од овој пратенички состав, што сме гласавале прво за себе укинување, од идните генерации можеби ќе бидеме и прогласени за личности кои што направиле геноцид врз својот собствен народ и ќе бидеме ословувани сите како антимакедонисти. И мора да признаете дека ова голем зала кој ни стои како луѓе, за несреќа наша да бидеме во еден ваков момент, во една ваква ситуација пратеници, не дави секојдневно бидејќи сите ние, не вие, викам сите ние бидејќи ќе си има владата оправдување, ќе кажете дека пратениците тоа го направиле, чинот на гласањето пратениците тоа го направиле и тие во целата ова ситуација ќе останат чисти. И на крај, почитувани мои колеги, ако ние сега не покажеме едно силно единство и цврстина кон почитувањето на сите вредности и основи на кои што се заснива Европската Унија, а тоа е слободата, мирот, демократијата, заштитата на сувереноста, посебноста на секоја земја која треба да биде членка на истата, со сите нејзини атрибути, тогаш никогаш во иднина нема да се случи она што ни се случува во моментов нас. Затоа, дајте да бидеме ние браникот на заштитата на овие европски вредности и верувајте во иднина ќе бидеме земени како позитивен пример и ќе ни бидат благодарни како еден мал народ кој толку многу сакал да биде дел и НАТО, ги одбранил европските принципи на самоопределување, посебност и почитување на секој различен
и нема да дозволи, ако било која друга членка претендентка да биде членка во Европската Унија и НАДО, нема да му се случува ваков парадокс како што му се случува на нашата држава. Ви благодарам.